Гранџалниче, денеска имавте состанок во проширен состав со лозарите, пратениците, дел од пратениците во Тиквешкиот регион. Кои се заклучоците од денешниот состанок? Така, врз основа на вчерашната дешавка која се случи со лозарите и со Сдруженијето на лозари, денеска бевме договорени во 11 часот да имаме состанок во општина Кавадарци, беа поканети сите околни градоначалници, беа поканети од Министерството за земјоделие, вклучувајќи го министерот и пратениците. На овој состанок присуствува околу 60 лозари, меѓу кои 5 или 4 председатели на лозаропроизводители, пратеникот Панчо Минов и пратеникот Јованчев. Тоа беше целокупниот состав. Од Министерството немаше луѓе, заклучоците кои се донесени ќе ги објавиме јавно. Еден од заклучокот е да винарските визби отпочнат со откупување на грозје и да почитуваат договорената цена која што министерот јавно и гласно соопшти во неговото мисечине беше. Исто така да ги почитуваат мелиганите кои се договорени и се објавени веќе од винарската визба Тиквеш. Ова сето го оставаме на нив до вторник, до раните утрински часови. Вторник мислам дека треба да имате целокупено како влада, како Министерство за земјоделие, заеднички усогласување со винарските визби и да не известат до вторник. Доколку не бидеме известени до вторник, заклучокот од лозаропроизводителите и од самите земјоделци е дека во вторник ќе бараат нов состанок за да се носат други заклучоци или било што. Јас лично сум оптимист и очекувам ова да биде постигнато, пошто барањето на лозаропроизводителите и на сите се многу реални и апсолутно ова е преживување на земјоделството кое што треба да го исполниме сите ние чинители на јавни функции. Дали денеска има откуп? Денеска има откуп во винарската визба Тиквес. Вчерашното грозје кое што остана цело го откупуваат под ценовник, така да нема обструкции до кои малиганија. И верувам дека во другите винарски визби кои што имаат оние покани, веќе откупот се тече. Јас сакам и да повикам тука и да кажам дека сите лозаропроизводители на своја рака да не берат грозје доколку веќе немаат договор и немаат покана, односно доколку немаат договор и покана да се обратат до Сдруженијата на лозаропроизводители. Затоа што откупот оде во секоја винарска визба и секој пункт организиран со покана и претходно договорен. Така да ова нека биде апел до нив да кои немаат договори и немаат покани да може да си направат договори со откупувачите, со винарските визби, а нека се обраќаат до Сдруженијето на лозари. Министерот Хоџа синоќа во изјава за еден од медиумите кажа дека целата работа е исполитизирана. Има ли политика во сите овие случаи? Јас ја видов изјавата на министерот и му се јавив лично и неговите информации, пораки кои што ги добила, не знам кој добива пораки, биле дека ова неколку луѓе, вклучувајќи една политичка фигура, дека го сето тоа лажирал, сме направиле таков инцидент како што беше. Јас не се гледам во таа порака негова, не верувам дека ниту еден се гледа во таа негова порака и ако една политичка фигура може да собере 800 гневни луѓе према лозарството, тогаш таа е многу јака политичка фигура, нема такво нешто, тврдам одговорно и мислам дека министерот таа своја изјава ќе се ја повлече во интерес на лозарите за да не ги деградираме, навредуваме лозарите дека ова е политика и било што. Затоа и денеска инсистирав преку вашата телевизија ова да биде на онлайн конференција каде што ќе ја видат фактички состојба.